ВМРО-ДПМН и коалицијата во текот на утрешниот ден ќе ја поднесат формално интерпелацијата за Талат Џафери, председател на Собранието на Република Македонија. Целокупната македонска јавност изминатиот период беше сведок на целосното нестручно и несовесно работење и председавање на Талат Џафери со Македонското собрание. Во неколку наврати Џафери еклатантно ги кршеше одредбите од Уставот, Деловникот за работа на Собранието, како и законите со кои е уредена работата на Собранието. Имено, откако Џафери е избран за председател на Собранието, се почесто сме сведоци на скандали во неговото работење. Последен во низата беше скандалот кога пратениците на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија беа заклучени во салата во која се одржуваше пленарната седница. Во храмот на македонската демократија, во Македонското собрание, на опозиционите пратеници им беше ускратено за гарантираното право на слобода и движење. Председателот Џафери постапи несовесно со тоа што изврши најтешка повреда на Кодексот за етичко однесување на пратениците во Собранието на Република Македонија, односно го прекрши членот 14 од Кодексот со кој е уредено што се подразбира под тешка повреда на овој Кодекс. Иако Џафери е прво потпишан на овој кодекс, како што можеше да слушне целата македонска јавност, со крајно вулгарен речник, употребувајќи најразлични пцости, вршеше притисок врз службите во Собранието, при што го омаловажуваше нивното достоинство. Дополнително, во неговиот мандат, се со цел исполнување на коалиционите договори, Талат Џафери во својата работа постапува како пратеник на власта, а не како председател на Собранието, кој треба да соработува со координаторите на пратеничките групи, како што е предвидено во членот 60 од Деловникот на Собранието на Република Македонија. Исто така, иако со истиот член во Деловникот е предвидено председателот да се грижи за примената на истиот, сведоци сме на најразлични прекршувања, воведување на различни пракси кои досега не биле дел од работата на Собранието, при што самото тоа отвора простор за проблем во функционирањето на пленумот во иднина. Многу пати сме биле сведоци ние како пратеници, а и целата македонска јавност на начинот на кој се водат седниците од страна на председателот, односно на повеќе наврати седниците траеле до раните утрински часови со намера да се ускрати правото на говор и дебата, а со една единствена цел – изгласување на закони кои се од бизнис интерес на коалицијата на власт. Дополнително во изминатиот период сведоци сме на повеќе прекршувања на Уставот и Деловникот на Собранието на Република Македонија од страна на председателот и тоа. Неразгледување на интерпелации поднесени за работа на носители на јавни функции, предложени од опозицијата. Интерпелациите само се оставени на дневен ред на одредена седница и никогаш тие точки не се разгледуваат. Интерпелациите за тогашниот вице-премиер Љупчо Николовски и министерот Бујан Маричич станаа без предмети бидејќи тие сега извршуваат сосема други функции. Понатаму, неразгледување и непродолжување на пленарни седници на кои се останати информации предложени од опозицијските пратеници. Ненавремено доставување на материјал до пратениците. Спротивно на Деловникот и без образложение отфрлање на амандмани поднесени од пратеници на опозицијата. Одземање на право на говор на пратеник, како што беше случајот со утврдување на дневниот ред на 71-та седница на Собранието. Разрешување и избор на член на работно тело на седница на Собранието без претходно да има одлука која треба претходно да е усвоена на матичното работно тело. Неупотреба на македонскиот јазик во излагањето на Талат Џафери пред Комитетот на министрите на Европскиот парламент како единствен службен јазик во меѓународните односи на Република Македонија. Со ваквиот неодговорен пристап, председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери покажа дека нема капацитет за правилно водење на Собранието, ниту пак покажува волја за соработка со пратениците од опозицијата преку почитување на Уставот и Деловникот. Поради овие причини, ние како пратеници од ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија, согласно Уставот и Деловникот на Собранието на Република Македонија, ја поднесуваме оваа интерпелација.
Ние не очекуваме дека власта, предводена од СДСМ и Димитар Ковачевски, ќе се охрабри и ќе изгласа оваа интерпелација и дека 61 пратеник од власта ќе го чујат гласот на народот и ќе гласаат за разрешување на Талат Џафери. Но добро е граѓаните да го видат лицето на ДУИ и СДСМ, како сложно го бранат неодбранливото дивење врз Уставот, Деловникот и законите од страна на Талат Џафери.